Добар ден, ученици! На денешниот час ќе се запознаеме со отпорот на воздухот. Дали некогаш, додека се возите со автомобил, сте пробале да ја извадите вашата дланка од прозорецот? Што почувствувавте? Како некоја сила да ни ја турка дланката спротивно од движењето на автомобилот. Што мислите? Зошто желадот на дрвото паѓа побрзо од неговиот лист? Истото ќе го забележиме ако земеме два листа на хартија, од кои едниот да го свиткаме и ги пуштиме да паѓаат од иста висина. Ќе забележиме дека свитканиот лист хартија ќе падне побрзо на површината на земјата. Што ќе почувствуваме ако стоиме до тротоар, а покрај нас да помине забрзан мотор или автомобил? Како некоја сила да не завлекува кон патот. Таа сила се нарекува отпор на воздухот. Ученици, воздухот представува смеса на гасови. Поради тоа што частичките од гасовите се одбиваат од телата кои што се движат, на телата им действува силата на отпорот на воздухот. Делот од физиката, кој што ги проучува движењата на воздухот, се нарекува аеродинамика. Силата представуваше мерка за заемодейството меѓу телата. И рековме дека силите секогаш одат во пар. Па можеме да ги представиме на цртежот. Автомобил кој што се движи. Нему му действа моторната сила кој што го влече напред, а во спротивен правец и го забавуваат неговото движење, отпорот на воздухот и триењето на телото. Вертикално надолу му действува тежината на телото, а во спротивен правец действува отпорот на подлогата, односно реакцијата на подлогата. Кај падобранот. Вертикално надолу му действува силата на гравитација или гравитационата сила. А во спротивен правец, вертикално нагоре, действува отпорот на воздухот. Дали некогаш сте ги наблюдувале дождовните капки? Каква форма имаат дождовните капки? Ученици, дождовните капки имаат аеродинамична форма. Аеродинамичната форма значително го намалува отпорот на воздухот. Па поради тоа, таа се користи во многу превозни средства за да се намали отпорот на воздухот и за сметка на тоа се постигне поголема брзина. Меѓутоа, кај автомобилите кои што се движат со многу голема брзина, таа аеродинамична форма може да предизвика и завртување во задниот дел. Па затоа многу често се ставаат спойлери на задниот дел на автомобилите за да се намали оваа појава. Кај автомобилите кои што се користат за трки, тие се многу ниски, се зголемува нивната површина, се зголемува дебелината на гумите на тркалата. Отпорот на воздухот действува на телата што се движат и ја намалува нивната брзина. Колку е поголема површината на телото или предметот што се движи, толку поголем отпор на воздухот има. Отпорот на воздухот действува и кај телата кои што паѓаат и ја намалува брзината на нивното паѓање. Што мислите? Дали е возможно да летаме со чадор? Многу често, кога врне дожд и дува ветер, ми се случува нашиот чадор да биде превртен од силата на ветрот. Бидејќи има многу мала површина и многу често може и да се скине. Меѓутоа, кај падобраните е искористен отпорот на воздухот за да се забави нивното движење. Падобранот има многу мала маса, но голема површина. И кога тој е отворен, на неговата површина се судират многу голем број на честички од воздух и на тој начин се зголемува отпорот на воздухот,
а се намалува брзината со која што тој ќе паѓа. Тоа е искористено и кај параглайдерите, кои што ги користат топлите воздушни маси и можат да лебдат подолго време во воздухот. Користењето на отпорот на воздухот можеме да го забележиме и во многу други примери. Така птиците, летајќи на многу големи растојанија, многу често можеме да ги забележиме групирани во јата и како изведуваат различни формации. Тие ја користат аеродинамиката на воздухот со цел да се намали отпорот на воздухот и на тој начин да одморат од летањето на поголема далечина. Минатата учебна година учевме за расејувањето на семињата. Видовме дека некои растенија можеа да се расејуваат и со ветер. Нивните семиња имаат аеродинамична форма, се многу лесни и на тој начин ги разнесува ветерот, односно имаат многу мал отпор на воздухот. Верверичката, растргнувајќи го своето крзно, ја зголемува својата површина и користејќи го отпорот на воздухот може да лета. Кај спејс шатлите, кои што се движат со многу голема брзина, на задниот дел се става падобран, кој што се отвара при слетувањето за да се намали брзината. За денешниот час имаме и една активност која што треба да ја сработите. Да земеме најлонска кеса. Ако ги сечеме аглите на најлонската кеса и ја превиткаме за да добиеме 8 страни, октагон, и ако на секој од аглите им поставиме мал отвор, ги поврзиме со конци, но внимателно, конците да имаат иста должина, на долниот дел можеме да прикачиме текче, можете обидот да го направите со пластично шише или некои предмети, играчки кои што ги имате дома. Меѓутоа треба да правиме истражување од иста висина и истражувањето да го повториме неколку пати. Го мериме времето на паѓањето на падобранот, а резултатите ги забележуваме во вашите тетрадки. Овие фотографии може да ви помогнат при изработката на активноста на падобранот. Значи ги сечеме ќошињата на кесата со цел да се добие округла кружна форма, го привиткуваме кругот и на секоја страна ставаме дупчиња на кои што поставуваме конци со иста должина и место каде што го прикачуваме предметот кој што ќе го истражуваме. Прашања за домашна работа. Зошто се појавува отпорот на воздухот? Како зависи силата на отпорот на воздухот од површината на телото што се движи? Дали падобранот би паѓал побрзо или побавно, доколку личноста која лета со него има поголема маса, например дете или возрастен човек, и на кој начин би можеле да го испитате тоа со вашиот падобран кој што го изработивме во активноста 1. И што мислите? Дали е потребно сателитите да имаат аеродинамична форма? Прашањата препишете ги и одговорите, запишете ги во вашите тетрадки. Ви благодарам за вашето внимание.